Гледате ново издание на политичко-обштествениот магазин Трилинг секој петок од 20 часот и 45 минути со вечерашното интервју со председателот на државата Стево Пендаровски го започнуваме новиот циклус на Трилинг. Добре дојдовте и ви благодарам што прифативте поканата. Председател Пендаровски, заминувате на погребот на британската кралица Елизабета, 70 години на тронот. Какво значење за Македонија имаше Елизабета II? Знаете, ја гледам ова полемика во некои делови од општава јавност, не само кај нас. Дали треба да се оди, кој оди, дали на еден монарх кој во суштина има наследена власт, не иде на избори, а доминантна карактеристика на денешните демократии се имено избори, дали треба да му се дава такво внимание? Мојот резон, и верувам на повеќето од ова политичка гарнитура и претходните генерации на политичари на Македонија од 90 до денес, разбираат дека почит мора да се даде кон монархот, кон кралицата на државата, која, ја тоа го кажувам во неколку наврати сосема отворено и стојам за тоа тврдење, заедно со Соединените американски држави беше веројатно најзаслужна за нашето меѓународно етаблирање. Да не забораваме, британската дипломатија во 1991-1992, пред да станеме членки на Обединетите нации, е практично предводник на процесот. Дури ни американските дипломати не се толку такви предводници на процесот, за да влеземе под референцата во Обединетите нации. Што во тоа време имаше и тоа како големо значење, зборувам не за референцата, за членството во ЮН. Во 1993 година 12 земји членки, тогашната Европска економска заедница, беа против признавањето на Македонија под и со името Македонија. Но Британија, тогаш како председавач, ја избоксува одлуката да бидеме признаени. Но и натаму во јавноста, домашната јавност, по смртта останува впечатокот дека можеби монархијата и не беше така благо наклонета кон македонците во време на грчката граѓанска војна. Дали и вие тоа го делите како став? Јас се разбира дека не го делам од проста причина. Значи, Елизабета II е крунисана 1952 година. Нели годинава славевме 70 години од тоа како е на тронот, а граѓанската војна во Грција е 46-49. Значи, 3 години по завршување на граѓанската војна. Елизабета II доаѓа на тронот. Не велам дека 46-49 британските и дипломати и воени сили имале позитивна улога за нашите што живеат таму, што живееле тогаш таму, меѓутоа тоа нема никаква корелација со Елизабета II. Тоа била сосема друга политичка констелација и други луѓе на тронот. Она што е значено плюс да додадам, значи кога Македонија станува независна држава, првата деценија знаете дека е со тешки породилни маки, по многу основи. Од тектонските промени во политичкиот и во економскиот систем со приватизацијата се заклучно со 2001-та кога имавме практично бунт на албанците тука, барајќи поголем влога во водењето на македонската држава. И 2001 и рамковниот договор. Предходно, пред да биде потпишан, во позадина, во значајна мерка, беше изработен или помогнат од американската и од британската дипломатија и од некои други институции на таа држава. Значи, и тука треба да им бидеме благодарни. Нашите домашни сили, нашите домашни тогашни политички авторитети се пред се за да им се каже благодарам за тие напори што ја спасија државата од голема граѓанска војна и можна поделба, но факт е дека од надворешните фактори неспорно е Соединените американски држави и Обединетото кралство беа и тука предводници во смирување на состојбата и во враќањето на таа побуна во институциите на системот. На светската политичка сцена империјалната моќ на рускиот председател Владимир Путин очигледно во овој период доминира. Светот како да е на некој начин зависен во моментов од рускиот газ, енергенсите. Дали по овој конфликт, после оваа руска агресија, кога и да заврши, ќе бидеме сведоци на ново геостратешко поместување? Јас мислам дека геостратешко поместување ќе има секако, веќе се случува, а по завршување на војната, како и да заврши, а јас мислам дека сите шанси се да заврши со пораз на Русија, не зборам само за воен пораз.
Но председателот Бајден, американскиот председател, вели дека војната ќе трае. Значи, велам, кога и да заврши, не можам да видам како Руската Федерација може да окупира и да држи под своја контрола нација од 45 милиони со онолкава територија. И со онолкав отпор на самите украинци кои се бранат себе си и својата земја. Значи, поместување веќе се случуваат. Моја проценка е, иако е тоа тешко да се каже дефинитивно, или со 100% сигурност, дека за жал ова страшна стратешка грешка на страна на председателот Владимир Путин практично и веќе ја спушта втората железна завеса меѓу Западната алијанса и Руската Федерација, која постоеше се до падот на комунизмот. И моje предвидување е дека Руската Федерација во годините, да не кажем и децениите кои доаѓаат, ќе биде изолирана на меѓународната сцена. Значи, нема да биде ни близу на она меѓународна репутација, углед и реална сила или политичка моќ на сите 5 континенти, како што беше до пред 24 февруари оваа година. Председател Пендаровски, како ја оценувате моменталната безбедносна состојба во државата и дали треба да ни биде некаква индикација неодамнешната одлука за купување на оружје и за посетување само пред неколку месеци српскиот председател Вучич најави дека и тие набавуваат ново оружје. Не. Гледате, значи не сакам да ги коментирам потезите на другите државници председатели. Набавка на оружје во ек на криза. Набавката на оружје и на државата која спомнавте и на некои други држави во регионот се случуваше и пред кризата. Може да си го поставите прашањето заради што сега набавуваат оружје, меѓутоа ја тоа прашање ниту одговор нема да дадам, бидејќи не е моја надлежност и не би сакал од позицијата на председател на соседна држава да коментирам што прават моите колеги низ регионот. Но една работа е сигурна, јас сум 100% уверен во тоа. Значи, нова војна од типот на 90-тите нема да има на Балканот. Од типот на оние со кои се распаѓаше, низ кои се распаѓаше поранешна Југославија. Ресурсите се исцрпени, големите идеи за големи држави се поразени, нема никаков ентузијазам, волја кај ниту една од локалните регионални нации да поддржува такви воени авантури, налик на ова што го прави Путин во Украина. И конечно меѓународниот фактор е дефинитивно уверен и сигурен и подготвен. 30 години вложување во овој таков мир како што го нарекуваат некој да не дозволи повторно да се разгори. Значи конфликти од големи размери слични на оние од 90-тите нема да гледам и тоа е добро. Тоа е мислеч одлична порака за сите нас што живееме тука. Може ли да се соочиме со една непријатна ситуација при разврската на српско-косовското прашање? Ние како земја членка да се бара да се произнесеме при евентуален некаква разврска во однос на дијалогот Белград-Приштина. Прво, јас мислам, тоа го кажам најмалку неколку години наназад, за жал, гледајќи целокупната регионална и билатерална констелација меѓу Белград и Приштина, не предвидувам дека ќе има придвижување кон завршна некоја конечна солуција меѓу тие две држави. Значи, решавање и на меѓународниот статус на Косово, да кажем, или неговиот однос и позиција во меѓународните организации. Меѓутоа, тоа на страна. На разврската на Косово, кога и да се случува, може да има негативни консеквенции по нас само во случај ако се менуваат границите. Значи, паметите, пред неколку години беше прилично актуелно, па не само подземно, туку и надземно, некои луѓе и во Западната алијанса се обидуваат да ги поттикнат овие регионални актери во тој спор да се обидат евентуално со размена на луѓе и територии да дојдат до решение. Значи, во таква ситуација, јас му го кажувал тоа отворено, некој не им се допадна во нашиот регион, меѓутоа тоа тврдам дека е точно и што не е тоа само моја констатација извадена од глава, така ми се е причинило. Прва колатерална штета од евентуалната промена на границите во регионот, од нова промена на границите во регионот, значи зборам во контекст на разговорите Белград-Приштина, прва колатерална штета ќе биде Босна и Херцеговина и Република Северна Македонија. Председател Пендаровски, македонските граѓани се загрижени за престојната зима. Станува можеби манир на власта да го плаши народот, дека ни следува тешка зима, дека може да останеме без струја, без парно. Како ги оценувате владините мерки во однос на справувањето со оваа криза? Морам да ви укажам дека не постои влада во Европа, немам увид се разбира во целиот свет, која не зборува со слична реторика.
Чи и германската влада, и француската влада, и британската влада, практично и најголемите држави кои имаат многу поголеми ресурси да се справуваат со оваа криза, која е мултиплицирана, прилично интензивирана заради руската интервенција, односно војна во Украина, исто зборуваат, исто ги предупредуваат своите граѓани. Знаете, впрочем, дека и германската и француската влада веќе започна, и некои други држави, започнаа со рестриктивни мерки или со препораки да се намалува температурата, да не се користи толку многу вода. Уште пред официјалните рестрикции, ако има потреба од нив, да дојдат на дневен ред. Така што во делот на реториката, јас мислам дека е подобро да се каже ситуацијата каква е реално, отколку да одиме со бајки и приказни дека нема да имаме проблеми. Сите на светот, вклучувајќи ја најмоќната држава, Соединетите американски држави, велат дека веќе имаат и ќе имаат уште поголеми проблеми во нареднава зима. Значи имаме двоцифрена инфлација во најсилните економии у Г7 групата, например, практично во сите, освен Јапонија. И ако тие така зборуваат на своите граѓани и ги подготвуваат за едно разумно, едно домаќинско, што се вели трошење на скудните ресурси, не гледам причина нашата влада, држава со скромни ресурси, држава со мало население, без излез на море и така натаму, без суровини, без енергенти, високо зависна од увоз на енергенти, да зборува со поинаков јазик. Јас ги свикав клучните фактори од владата на Совет за национална безбедност, што не се случило никогаш за енергија само да се расправа, бидејќи ситуацијата уникатна. На самиот Совет за безбедност беа презентирани сите планови, сите мерки на влада до овој момент, и неите предвидувања колку ќе ни треба од енергија да увеземе и која сума на пари ќе треба да биде издвоена, за да се помогне на ранливите категории и на бизнисите, бидејќи без да се помогне на бизнисите, ние не можеме да очекуваме дека се друго би функционирало во оваа држава, зборувам во материјално-финансиска смисла. Може ли да ја менаџираме оваа енергетско-економска криза до степен да обезбедиме каква таква нормална функционалност на фирмите, а и граѓаните да бидат колку толку спокојни, дека ќе ја пребродат зимата. Ја чуте изјавата, јас инсистирав и премиерот да излезе на пресконференција заедно со мене, затоа што тоа прво не е моја надлежност, меѓутоа не сакам тоа неговото реферирање и на надлежните министри, не сакам да остане само меѓу членовите на Советот, туку и македонската јавност има право да знае. Неговите предвидувања беа дека правиме се да нема проблем со снабдувањето на енергија, да нема рестрикции и да функционираме колку што е можно, со поддршка од државата се разбира, поинаку не е можно, функционираме на релативно нормален начин. Проценките кои тој ги изнесе на тој прес се дека од ова што сега може да се процени, дека околу 300 милиони евра ќе ни требаат за увоз на различни енергенти, за да можеме да влеземе во таа релативно нормална прва половина од зимата, да ја наречам. Меѓутоа, ако војната продолжи, а проценките се дека ќе продолжи 2023-та, таа бројка ќе биде далеку поголема. Значи, можно е, ова е интересна една паралела која ја направија експертите во таа област, не знам дали е споделувана во јавноста, можно е, ако војната продолжи, значи и 23-та, па фати и следната сезона, грејна, можно е, значи, во првите 18 месеци од војната, да претпоставиме дека ќе трае толку, дека цената на чинење на нашава држава, за да го преброди тоа на релативно нормален начин, ќе биде слична на цената која како држава ја плативме за 2 години пандемија. Со сите 6 пакети на економски мерки. Според анализата на Финанстинг, предвидувањата се дека во 2023 државата ќе влезе во сериозна рецесија. Предвидувањата се дека ако продолжи војната, ако дојдеме во следната грејна сезона, практично нема да има држава во Европа која нема да влезе во рецесија. Јас денеска ги видов најновите проекции за германското стопанство, тие предвидуваат, најголемите нивни експерти, од нивната стопанска комора, дека е невозможно Германија да ја избегне рецесијата. Се удрете ЕСАП, не знам колку е тоа точно, бидејќи тоа предвидување. И тоа факт е дека ако најголемите економии на светот предвидуваат или не исклучуваат и опција и сценарио за рецесија, еве да ви кажам колку и најголемите умови не се во состојба да предвидат многу далеку, затоа што ситуацијата е флуидна, прилично динамична и непредвидлива. Зборувам пред се за руската војна во Украина. Дали се обидувате малце да релативизирате кризата со тоа што аргументот го бараме во фактот дека целиот свет е во криза, во рецесија? Тоа е факт. Еве, види, ова сакам да подкрепам, бидејќи ја не сум експерт во економијата, меѓутоа, еден од најголемите умови во економијата, Пол Кругман беше во Скопје пред неколку месеци. Тогаш, не знам дали го кажа тоа во јавност, ја имав посебна средба со него, го прашував од тој аспект, бидејќи војната беше
тековна. Тој ми вели, не предвидувам до крајот на годината минимум дека ќе има рецесија на глобално ниво. Сега некои експерти бидејќи гледаат какви се ефектите од таа војна на русите во Украина, а уште зимата не почната, велат можно е да има и на глобално ниво рецесија. Значи ако еден Пол Кругман може да промаши во предвидувањата, и затоа се вратам на вашето прво прашање, јас стварно мислам дека е добро да одиме со по-лошите, по-песимистичките сценарии, не за да ги плашиме луѓето дека него да ги подготвиме дека може да биде и така. Гледам дека најголемиот дел влади во Европа тоа го прават. До сега се издвоени повеќе од половина милиарда евра за енергетската криза. Толку пари пред 35 години се проценуваше изградбата на Чебрен. Дали може би енергетската криза се злоупотребува за некој да профитира на грбот на граѓаните? Ги знам тие шпекулации, ги слушам тие критики со години. Имаме ли воени профитери? Знаете, јас се сомневам дека нашето невложување во енергетски капацитети 30 години најмалку е направено затоа што некој, не знам, во 90-тите, во 2000-тите или до пред 5 години мислел дека ќе има војна во Украина и вели ќе отидат цените многу високо и така да профитираме. Че не мислам, профитерите се јавуваат секогаш кога имате кризи, војни конфликти, меѓутоа тоа е пред се недостаток на стратешко размислување на сите политички елити од 90-та до денес, кои гледаат само да го истераат мандатот, а да не вложат во такви големи капитални инвестиции во енергетскиот сектор. Знаете зошто? Затоа што, за жал, ние сме купи ден помени политика. Ние секој пат гледаме во рамки на нашиот мандат. Гледаме краткорочни мерки, независно која партија на власт. И ако ќе вложите во енергетски капацитет од таков, не знам, таква пропорција, вие знаете дека ефектите од тоа нема да ги дочекате во вашиот мандат, па дури во вашиот втор мандат. Следите тренинг, мој соговорник е председател на државата Стево Пендаровски. Господин Пендаровски, референдум. Дури свесно или несвесно, ВМРО ДПМН да не ја запазиле процедурата во однос на идејата да им се даде шанса на граѓаните да се изјаснат околу договорот со Бугарија. Кој зошто се плаши од референдум и која е разликата меѓу оваа иницијатива на ВМРО ДПМН да се изјаснат граѓаните на референдум околу договорот со Бугарија и референдумот од Преспа? Горест, има тука неколку нивоа кои би сакал накуса да ги прокоментирам. Има тука правен аспект, има процедурален аспект, има политички аспект на референдумот. Во однос на внатрешните парламентарни процедури, дали ги почитувал Таладжев или не ги почитувал, тоа се надлежни други да ценат, навистина не го знам тоа. Дали заради такви технички или логистички непрецизности е одбиена иницијативата, иако во соопштението на спикерот имаше и правни аргументи зашто е тоа направено. Меѓутоа, во тој дел не би сакал воопшто да навлегувам, затоа што ниту сум надлежен, ниту знам точно по деловникот што треба да се направи. Меѓутоа, правниот аспект, она што го објавува спикерот, тука има правни аргументи. Еве во една реченица пластично да објаснам за граѓаните. Во нашиот устав, а уставот е посилен од секој закон, знаеме, и во оваа ситуација посилен и од законот за референдум и граѓански иницијативи. Во уставот стои дека меѓународно ратификуван договор не може да биде променет со закон. Македонско-бугарскиот договор 2017 година е ратификуван во македонскиот парламент и вели не може да биде променет со закон. Што ќе рече, не можеше преку референдум да го поништиш законот со кој тој договор важи. Правниот дел. И да се вратим на мојот став, велиш против. Ако паметиш неколку недели пред оваа иницијатива, јас бев за, ама со вистинското прашање. Значи, политичкиот став мој, како председател, е дека референдум нам ни беше нужен, ама не со овие магливи варијанти што ВМРО ДПМН на крај ги предлага, бидејќи немаше сила и храброст да каже ние сме против Европа и против европската преговарачка рамка, или ние сме против договорот со Бугарија. Во една реченица во таа европска преговарачка рамка, во иста реченица се спомнати бугарскиот договор, Преспанскиот договор и рамковниот договор. Во иста реченица како предуслови за напредување. И јас бев спремен да излезам и да гласам на референдум на кој ќе се поставеше прашањето: дали сте за Европска унија или не сте? Дали на нас ни следува бугаризација? Не сте имале скорешна средба со вашиот бугарски колега
Радев, меѓутоа си разменивте вербални стрели преку изјави. Дали ни е повторно потребно заладување на односите со Софија во услови кога многу често сега бараме од нив поддршка во справувањето со кризата? С накусо да се реферирам на овој често употребуван термин Бојан. Од бугаризација се плашат или бугаризација најавуваат дека ќе ни се случи само македонците кои имаат лабаво национално самочувство. Значи, навредливо е за македонската нација да кажеш дека преку протокол, договор, преку механизми на европска интеграција, дека јас и ти можеме да станеме бугари. Преку преговори и договори. Што е навредливо, комично, не знам како да го наречам, затоа тој дух, да го наречам, на наводна бугаризација која ни се заканува, е измислена од страна на опозицијата за да го плаши македонскиот народ. Народ кој има свој корени, а македонскиот народ има длабоки корени, и кој има цврсто втемелено национално самочувство, а ние сме токму тоа, како секоја друга нација околу нас, нема потреба да се плаши од бугаризација. Значи, јас мислам дека тоа е чорфишек, што велат, кој е испукан, бидејќи нема апсолутно никаква опасност на хоризонтот дека ние низ европските преговори ќе станеме бугари на крајот на тој процес. Во однос на билатералната со Софија, точно е дека односите, поради познатите блокади и една неверојатно националистичка и жестока реторика која доаѓаше не само од Радев, туку и од нивните две претходни влади, состојбите не можеа да бидат подобри. Меѓутоа, за вас мислам дека јавно тоа прв пат го кажуваме, на ексклузива јас ќе одам, здравје Боже, во Софија на 1 октомври, имено на покана на претседателот Радев, таму се отвара интерконекторот меѓу Грција и Бугарија. Ќе дојдат неколку претседатели и премиери од регионот, треба да биде и претседателот на Азербејџан, и таму сме повикани да, да ја наречам политичка символика, да покажеме дека не треба да се гледаме и понатаму како непријатели, туку напротив како добри соседи кои помагаат еден на друг и во неволја. Инаку јас имав до сега 4 разговори телефонски со претседателот Радев, имено на таа тема, увоз на електрична енергија, бидејќи ние тука сме прилично кратки, а Бугарија е една од ретките држави, членки на Европската унија, која има вишоци на струја прес заради Козлодуј, нивната нуклеарка која се наоѓа на Дунав горе на романско-бугарската граница. И побаравме од нив да ни дадат, се разбира, по пониски цени од светските, кои се ужасно високи, да ни дадат одредени количини на струја. И можам да ви кажам дека тука Бугарија, барем до сега, имаме две работни групи кои работат практично секојдневно, се обидуваат што е можно побрзо да постигнат договор на таа тема, значи за количината и за цените. Претседателот Радев и техничка влада од него именувана, до овој момент, ќе видиме што ќе излезе до први, меѓутоа до овој момент се прилично кооперативни и покрај јасните европски правила кои велат, ако имаш вишок на енергија, мораш прво да го понудиш на друга земја членка на Европската унија. Инаку ќе трпиш пенали од Европската комисија, а ние до прва денеска почнуваме со скринингот. Но ако идеме по логиката дека бугарите треба да влезат во уставот, македонскиот устав, дали со тоа индиректно официјална Софија ќе потврди дека постои македонски јазик, народ и нација? Не индиректно, директно ќе потврди. Директно ќе потврди дека отпаѓа тезата која слушаме и до неодамна, па и дури и денес од некои политички кулуари во Софија, дека тоа е еден народ поделен во две држави. Значи тоа отпаѓа директно. Се вратам на уставните промени. Овој тип, ова содржина, овој предлог за уставни промени да ги ставиме бугарите во преамбулата е прилично бенигна. До неодамна, знаете дека и опозицијата велеше не е тоа проблем, само поставува прашање дали е ова последно бугарско барање. Иначе вели не е проблем да ги ставиме. Меѓутоа, откога тоа прашање, не знам од кои причини, опозицијата ужасно го политизираше, прашањето на промена на уставот, као да се работи на вистина ова што го коментиравме, дека на таков начин ќе ја направиме преку ноќ бугаризација на македонскиот народ. Мојот став е, тоа сум го кажувал и со првите луѓе на владата, не знам дали сум го коментирал јавно, меѓутоа, тоа е мојот став, не го кријам. Јас мислам дека во овој период, наредниве 14 месеци, скринингот е апсолутно најважниот политички приоритет за нас, да направиме длабока вивисекција на сите битни сектори во македонското општество, да видиме и европјаниме што ќе ни штиклираат, кај ќе ни забележат, и да се фатиме со реформи уште рано, бидејќи имаме доста домашни задачи на тој план. Не мислам дека промената на уставот денес или во месециве кои доаѓаат треба да биде политички приоритет на владата. Но ако владата која има мнозинство во парламентот, и затоа е влада конечно, ако мисли поинаку, не можам да речам не. Ако ме прашувате мене,
мислам дека треба да се посветиме на работите кои додека преговаравме, додека чекавме изминатите 2 години некако да ја надмине бугарската блокада, знаете ни што се поминавме, тука некои работи не одеа на добро, особено во делот на владење на правото и борбата против високата корупција. Во однос на делот на владењето на правото и битката против корупцијата и криминалот, малку подоцна во делот на уставните промени велите не мора да брзаме. Ако не мора да брзаме, ќе сочекаме прво да почнат. Како ќе го замислувате тоа кога промените на уставот се услов за отворање на поглавијата? Да, согласувам. Скринингот завршува треба да заврши на 30 ноември, здравје Боже, 2023. Значи, мојот политички став е ќе имаме многу поприоритетни политички задачи дома, во домашните реформски агенди, отколку тоа. Што сугерирам всушност? Да го изчекаме да заврши скринингот и практично тоа ќе биде веќе декември, влагаме неколку месеци во предизборна кампања за следните парламентарни избори. Нели е пологично, по завршување на скринингот, кој така доаѓа предизборен период, да се исчекаа следните избори и тој што ќе ја добие довербата на граѓаните, понатаму да се обидува да направи 2/3. Председател Пендаровски, сега ќе се осврнеме околу владењето на правото и битката против корупцијата. Дали во судирот меѓу обвинителството и финансиската полиција препознавате обиди да се обструираат и истражат одредени високи политички структури? Не верувам дека станува збор за обид да се сменат некои високи носители на судско-обвинителски функции со цел да не процесуираат некој висок функционер, како што има шпекулации во јавноста. Повеќе мислам дека се работи за јавно препукување на носители на тие високи функции во таа сфера кои се предизвикани од лични мотиви. Мислам дека за тоа станува збор. И од тој аспект мислам дека беше недозволено и лошо по репутацијата на целокупниот судско-обвинителски или правосуден систем, кој и онака е на ниски гранки со довербата меѓу граѓаните, што високи функционери во таа сфера се препукуваа преку медиуми со соопштенија за јавност како да се политичари. Тоа требаше да се реши во рамки на телата и органите надлежни во нивната област, а не јас тебе изјава, ти мене изјава. Мислам дека дополнително го спуштија угледот и на институциите кои ги раководеа во тој момент и на целокупниот систем кој знаеме по последните мерења нема повеќе од 8% Не ви се чини доверба. дека можеби клучните институции кои треба да работат во битката против корупцијата и криминалот, всушност ни покажа дека се соочуваме со распад на системот и суспендирање на владењето на правото. Гледе, ако состојбата е катастрофална, довербата на граѓаните, недовербата од 92% покажува на кој ниво е. Тука не треба да трошиме зборови и да ја опишуваме состојбата. Се вратам на твоето претходно прашање. Да е нова судско-обвинителска постава во прашање, па да речеш, тие се обидуваат ова што претходно некој од високиве функционери сгрешиле да го санкционираат, или да го процесуираат. Меѓутоа, овие луѓе за кои конкретно зборуваме, без да именуваме, се по неколку години на чело на тие институции. Многу би ме зачудило, ако до сега го знаеле тоа предпоставено незаконско постапување на некој висок функционер, а реагираа дури после неколку години. Дури како важен и договориме стабилизирачки фактори, делот неколку владини коалиции, многумина ќе речат е заштитена мечка во власта. Сега ќе ви прочитам еден цитат од универзитетскиот професор Гордан Калајджиев, кој вели: "Дуи се недопирливи и имаме многу малку случаи на корупција во тој дел. Иако знаеме дека во добар дел моќта на оваа политичка структура е голема. Има многу озборувања и за криминал и корупција, а не гледаме никакви постапки и тоа кај луѓето остава впечаток дека тие се заштитена мечка." Дали за едни е мајка, за други е макија? Не, еве зошто. Ќе ви направам паралела со други политички субјекти. И ќе вратам малку на нас, се разбери денешнинава ќе ја коментираме. Прво не би сакал во принцип одреден политички субјект, без разлика дали е власт или опозиција, да го коментирам од аспект дали е недопирлив за правосудните органи. Меѓутоа, мислите дека, велиме, дуи се заштитена мечка. Мислите дека луѓето од СДСМ или ЛДП и другите не се заштитени мечки? Па зошто велиме дека има многу мал број случаи 30 години наназад на високи функционери кои заглавиле затвор? Значи, еве да ја земеме не дуи, овој така наречен македонски дел. Да ја вратам уште поназад. Слушајќи ги бомбите на Заев, знаејќи што се правеше власта на Груевски 11 години додека беше на власт,
Стварно мислите дека сите големи риби од таа структура политичка заглавија во затвор? Знаете кој лежи затвор? Лежи затвор Гордана Јанкуловска за набавката на Мерцедесот. Знаеме, значи, луѓе кои стана мултимилиардери, се надвор од било каков допир или контакт со законот. Никој не ги ни бара. Иако ги бара, а знае кај се, пак не сака да ги најде. Значи, гледайте, сите политички структури, пошто именувате една од нив, ја би тврдам дека ниското ниво на доверба на граѓаните во правосудството е затоа што независно на која политичка партија припаѓате, ако сте висок функционер, вие сте недопирлив. Во најголем дел, во најголем број случаи недопирлив за органите на прогонот. Многу често се соочувате со isfirkување на настани кои можеби многу значат за државата, а при тоа вие велите не ме засегаат. Меѓу другото, му одговоривте неодамна и на председателот на Академијата Љупчо Коцарев, на кого му порачавте не ме интересира што пишувате вие. Тоа се две различни прашања. Мојот став кон господинот Коцарев беше инспириран од неговиот последен текст. Неговата последна колумна. Во тој период, во кој на страна критики кон мене, што е сосема легитимно. Не да не ме засегаат, ги читам, меѓутоа имам свој став за нив. Меѓутоа јас го критикував неговиот став во таа колумна во која вели од септември јас и цела МАНУ како институција ќе почнеме со будење на македонскиот народ и тргање во некаков процес на обнова на македонската. Но таму имаше една негова друга формулација дека манипулирате со јавноста. На кој начин? Со изјави. Кажете ми една. Многу сакам да разговарам за конкретни случаи. Иначе вака паушално, значи гледате, тој човек има изјава дека од септември јас вели начелу со МАНУ, начело на МАНУ, ќе влеземе во процес на враќање на гордост и достоинството на македонскиот народ. Јас спорам. Не ми е мене спорно што ти како поединец, председател на МАНУ, велиш вака, вака и вака. Демократија е. Меѓутоа мене ме интересира што мислат другите академици во раководството на таа организација, дали тие стварно сакаат, еве септември веќе поминува, не гледам дека имаат некаква активност и дали можеби тука не се работи за манипулација и злоупотреба, кога ти зад себе или пред себе или до тебе ја ставаш целата институција. Таму има имиња со респектибилни кариери и CV-ја. Значи, мене ме интересира, ако велиш, заедно со МАНУ тргаме сега во процес на обнова, преродба на македонскиот народ, кој е згазен од овие сега и од овие претходно, ме интересира дали е тоа вистина. И затоа велам, ако е тоа вистина, ако цела институција стои, честно е да се регистрирате како политичка партија, МАНУ политичка партија и да излезете на избори. Тоа, иначе, критиките кон мене, било кој во оваа земја, ја мен ги слушам, ги коментирам, имам став контра, не ми пречи тоа. Се боревме против режимот на Груевски да има незадоволство. Оние кои во тие 10-11 години на Груевски се бунеа, знаете како завршува. Од еден телевизија до монтирани политички процеси на тие неговите политички опоненти. И има два типа на изливи на незадоволство. Има спонтани, има организирани. Спонтаните се ќе се вмешаш со народот, ќе разговараш со луѓе, излегуваш на јавни места, на јавни манифестации, ќе свирне некој на гробот на Гоце Делчев се случуваше, најчесто за жал се случува на Мечкин камен кога е 2 август. И на тоа сме за жал на тој дел од македонскиот политички фолклор навикнати. Мене не ми пречи воопшто. Искрен да бидам, повеќе ги почитувам овие што спонтано на улица ќе ми извикаат зошто сум постапил така или вака, отколку овие што по партиска нарачка и директива се однесуваат на таков начин кон мене или кон другите, иако и тоа е дел од демократијата. Во политичките кулуари се говори дека сте имале средба со премиерот и лидер на ССМ Ковачевски. Вие и претходно се познавате од како колеги универзитетски професори на Американ коледж во обид да добиете поддршка за втор председателски мандат. Не го имам прочитано тоа стварно нигде во таков формат и содржина. Дали уште сега размислувате и дали воопшто размислувате за втор мандат? Имам неделно барем еднаш слушање, гледање, бидејќи на тоа не упатуваат надлежностите на владата и на председателот. Не сме разговарали за тоа прашање, најверојатно нема ни да разговараме следниве година и пол, бидејќи е рано, имаме други далеко поприоритетни прашања на дневен ред. Инаку во тој дел јас знам дека е неминовно, како што одминува времето, да прашувате дали е некој заинтересиран за и понатаму да остане на оваа функција. Јас сум го објаснил тој 14 и 19 бидејќи бе во слична позиција.
Едно е да Кога имате... добивте мандатот, односно кога граѓаните ви избраа за председател, рековте еден мандат доволно е. Не сум рекол И така. председателот и Бранко Црвенковски така велеше нема да се кандидирам, па се кандидираше. Значи не сум рекол никогаш дека не. Ме прашувале луѓе и тогаш и денес ме прашуваат дали размислувате за втор мандат, велам не размислувам. Бидејќи имам други работи за размислување, затоа ме плаќаат граѓаните, не да мислам за втор мандат 2 години од сега. Сакам да ви кажам, најбитната дистинкција која јавноста треба да ја знае и граѓаните, во однос не за мене, генерално за носители највисоки државни функции, не е само дали имаш мерак да бидеш на функција. Битно е дали имаш поддршка од граѓаните. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, тоа беше представител Стево Пендаровски во првото издание на емисијата Трилинг. По кратката пауза за реклами следуваме со останатите содржини во емисијата.